Ова се сериозни злоупотреби и неправилности кои за мене не се ништо ново. Ги гледаме со години. Вака деканот на Градежниот факултет Горан Марковски во емисијата Бизнис 21 ја коментираше акцијата на Министерството за транспорт со која без лиценци ќе останат 479 фирми во градежништвото. Тој гледа многу нелогичности во Законот за градење кои покрај постојаните измени не се менува во клучни сегменти. Фиктивно се вработува лице што има овластување и овластувањето се користи за добивање на лиценца. А тоа лице воопшто не ни работи во фирмата. Туку е што само заведено дека работи 2 часа во текот на неделата. И сега може тоа лице да си ги на неколку места да ги продава да го продава своето овластување и затоа имаме вакво незадоволување на условите затоа што ги нема луѓето. Марковски вели категоризацијата за лиценците е нелогична. За него е нејасно како фирма која ќе изгради чуварски куќи за повеќе министерства со тие референци може да гради и болници, мостови и тунели. Вториот проблем според него е тргувањето со овластувањата, а клучен проблем е надзорот кој треба да гарантира за квалитетот на градбата. Во нашиот закон за градење единствено позитивно мислење, односно записник, завршен записник дека објектот е изведен согласно стандардите и проектот, потпишан единствено од надзорот, е доволен за да може објектот да се пушти во употреба. Надзорот е ангажиран од инвеститорот. Самото тоа е конфликт на интереси. Така е. Кој надзор ќе напише негативен извештај За тој што го ангажира. зашто е платен 2 години, 3 години и така натаму. Министерот Николовски вчера рече дека контролите на 3100 лиценци утврдиле шема кај дел од компаниите, додека да ја добијат лиценцата ги исполнувале сите услови за бројот на архитекти, инженери, проектанти, но потоа дел од нив биле одјавувани, а имало и случаи каде ист човек е пријавуван како ангажиран во различни компании. Николовски кажа дека после известувањето до сите надлежни институции ќе се испитува и што се имаат градено овие компании. Овие контроли се прават во однос на лиценците кои што се издадени пред се во делот на потребен број на вработени, во дел на квалитет на изведување и во дел на навремено извршување постојат соодветни надзори кои што и контролираат градбите. Не сакам да се створи погрешно мислење нити паника. За секоја компанија посебно ќе се постапува и како ќе има информации ќе биде известена јавноста. На влада вчера пак поминаа измени на 7 закони со кои најмалку 2 пати годишно ќе се прават контроли врз лиценците, а тие што ги кршат правилата веднаш ќе останат без лиценци.